Најава за денешните настани. Просечно од 50 до 70 пожари во грејната сезона во Охрид. Кажи не на дрогата, да на животот. Едукативни предавања во училиштето Братство Единство. Спречен шверц на 2 килограми кокаин од Бразил, приведени и двајца браќа од Охрид. Македонија напредува во дигиталната трансформација за поблиска интеграција со европскиот пазар. Од 15 ноември до 15 март задолжително носење зимска опрема во возилата. Со најавените и останатите содржини на дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме умерено облачно, ветровито и студено време со повремени и кратки сончеви периоди. Во доцните попладневни во вечерните часови услови за врнежи од дожд. Максималната дневна температура изнесуваше 9 степени Целзиусови. Во среда на Пиринејскиот полуостров, на југ од Апенинскиот и на југ од Балканскиот полуостров ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Врнежи од дожд се очекуваат и во Германија, а во областа на Алпите врнежи од снег. Во останатите предели умерено облачно, ветровито и студено време со повремени сончеви периоди. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно, ветровито и студено време со повремени сончеви периоди. Во јужните и источните предели нестабилно време со врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 5 до 18 степени. Во Македонија во среда во најголем дел од денот ќе превладува умерено облачно, ветровито и свежо време, а во доцните попладневни во вечерните часови нестабилно време со слаби врнежи од дожд. Во југозападните, јужните и југоисточните предели во текот на целиот ден ќе превладува облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. На 2000 метри надморска висина се очекуваат врнежи од снег. Утринските температури ќе се движат во интервал од -2 до 7 степени, додека пак максималните дневни температури ќе достигнат од 4 до 13 степени. Во Охрид во среда ќе превладува претежно облачно, ветровито и свежо време. Во доцните попладневни во вечерните часови нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура од 4 степени, додека пак дневната ќе достигне до 10 степени. Во Охрид во четврток ќе превладува облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Утринската температура од 4 степени, додека пак дневната ќе достигне до 7 степени. Во петок, повторно умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во попладневните и вечерните часови постојат услови за врнежи од дожд и снег. Минималната температура од 2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 6 степени. Во Охрид по сабота ќе преовладува умерено облачно и свежо време со повремени сончеви периоди. Минималната температура од -1 степен, додека пак максималната дневна ќе достигне до 8 степени Целзиусови. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор,
Купувањето во еден бау-центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен, Бау-центар на улица Железничка. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Во зимскиот период во Охридскиот регион просечно се случуваат од 50 до 70 пожари. Главна причина се неисчистени оджаци и дотраени електрични инсталации. Расте ризикот од пожари, бидејќи се поголем број домаќинства се греат на дрва. Неисчистени оджаци и дотраени електрични инсталации се главните причинители на пожари во текот на грејната сезона. Само во Охридскиот регион се случуваат просечно од 50 до 70 пожари во зима, а од година во година расте ризикот, бидејќи се поголем број домаќинства се греат на дрва. Покрај големата материјална штета, лани регистрирана е и жртва. Во пожар почина една жена. Па да внимаваат да ги одржаваат оджачките канали, тие што ги користат за огрев нормално на дрва, да ги чистат оджаците, да внимаваат такви електрични проложетоци купуваат, значи да бидат некои што имаат поголема отпорност, да не уклучуваат на несоодветни приклучоци, електрични греалки, сето тоа што ствара голем отпор може да направи спој да предизвика пожар. Противпожарната единица во Охрид е екипирана и располага со доволно кадар, техничка опрема и возила. Сите 39 пожарникари имаат нова опрема, лична заштитна опрема за дејствување на шумски пожари. И Охрид е можеби една од ретките единици каде што секој ден припадник, професионален пожарникар, има таа лична заштитна опрема. Почетокот на наредната година веќе имаме проект кој општината го изработи преку Југозападен плански регион. Очекуваме големо противпожарно возило со поголема носивост на вода, 8 тона. Најголем проблем е пристапноста на противпожарните возила во стариот дел на градот Охрид. Јавното предпријатие Охридски комуналец мапира 3 мини депонии со зелен отпад. Во есенскиот период оперативните служби на предпријатието секојдневно се соочени со проблеми во тековното работење.
каде несовесни поединци го депонираат зелениот отпад од своите градини и земјоделски површини каде што ќе стигнат. Мапирани се 3 локации со несоодветно депониран зелен отпад и автомобилски гуми на улиците Кленоец, Марко Несторовски и Ристо Чадо, каде при расчистување е ангажирана специјална механизација и подигнати се 28 метри кубни зелен отпад, информираат од Охридски комуналец. 5 одобренија за градење се издадени во септември во Охрид. Предвидена е градба на 76 станови со вкупна корисна површина од 3797 метри квадратни. Во септември годинава се издадени 5 одобренија за градење во Охрид според податоците од Државниот завод за статистика. Од нив едно одобрение е издадено на физичко лице, додека останатите 4 на деловни субјекти. Предвидена е градба на 76 станови со вкупна корисна површина од 3797 метри квадратни. Во извештајниот период, општините Дебрца и Вевчан издале по едно одобрение за градење и тоа на деловен субјект, додека пак во општина Струга во септември не се издадени одобренија. На ниво на државава во септември се издадени 296 одобренија за градење, што е за 9,2% помалку во однос на истиот месец од претходната година. Според издадените одобренија, предвидената вредност на објектите изнесува 7,5 милиарди денари, што е за 12,6% повеќе во однос на истиот месец од претходната година. Од вкупниот број на издадени одобренија, 146 или 49,3% се наменети за објекти од висока градба, 90 или 30,4% за објекти од ниско градба и 60 или 20% од одобренијата за објекти за реконструкција. Од вкупно 296 објекти, на 131 објект како инвеститор се јавува физичко лице, а на останатите 165 инвеститори се деловни субјекти. Во извештајниот период во државава е предвидена изградба на 755 станови со вкупна корисна површина од 67.372 метри квадратни, се наведува во извештајот од Заводот за статистика. Отворен ден со граѓаните и граѓанските организации во општина Дебрца на 19 ноември со почеток во 11 часот во организација на тимот на проектот ЕУ поддршка за граѓанскиот ресурсен центар. Тимот на проектот ЕУ поддршка за граѓанскиот ресурсен центар организира отворен ден со граѓаните и граѓанските организации во општина Дебрца на 19 ноември со почеток во 11 часот во просториите на општина Дебрца. Целта на средбата е да се информираат локалните организации за актуелните случувања на национално ниво за развој на граѓанското општество, можностите за финансирање и јакнење на граѓанските организации, можностите што ги нуди граѓанскиот ресурсен центар, ЕУ агендата и други теми и прашања кои се од интерес за функционирањето на организациите на локално ниво. Покрај граѓанските организации, на настанот поканети се и представници на општинската администрација, млади активисти и волонтери и представници на бизнис заедницата што соработуваат со граѓанските организации. Полициски службеници од Одсекот за превенција при СВР Охрид во соработка со представници од Црвен крст Охрид денеска во Основното училиште Братство единство во Охрид одржаа едукативни предавања на тема "Кажи не на дрогата, да на животот". При тоа пред 80 ученици од македонски и албански паралелки од 8 и 9 оделение низ проактивен пристап беа изнесени низа информации за штетноста од зависностите, со акцент на злоупотребата на дрогата и негативното влијание кој го има врз развојот пред се на младата личност. На учениците им беше поделен едукативен материјал со низа корисни совети за спречување и сузбивање на оваа асоцијална и девијантна појава. Спречен шверц на 2 килограми кокаин од Бразил на меѓународниот аеродром во Скопје. Покрај бразилецот приведени се и двајца браќа од Охрид, а против еден стружанец распишан е распис за приведување. На 9 ноември 2024 година во 23 часот и 50 минути на граничниот премин меѓународен аеродром Скопје, откако му бил одбиен влез во државата, полициски службеници од одделот за криминалистичка полиција лишиле од слобода 34 годишно лице од Бразил поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. При претрес над бразилскиот државјанин од
страна на полициски службеници од одделот за криминалистичка полиција, сектор за недозволена трговија со дрога, оружје и опасни материи, СВР Скопје, единица за недозволена трговија и полициската станица за граничен надзор меѓународен аеродром Скопје во соодејство со Царинската управа, при што е употребено и службено куче од мобилен тим од Царинската управа, во еден од двата куфери на лицето биле пронајдени 2 килограми кокаин. Извршен е службен разговор со приведениот кој признал дека бил ангажиран од македонски државјанин за надомест од 5000 евра да го изврши транспортот на дрогата од Сао Пауло до Скопје. Врз основа на прибрани сознанија за лица инволвирани во транспортот на дрогата, во содејство со СВР Охрид, по претходно издадена наредба за претрес од судија на претходна постапка од Основен суд Охрид, бил извршен претрес кај двајца браќа од Охрид на возраст од 36 и 28 години, кои по претресот се лишени од слобода. Исто така од страна на полициски службеници од ОВР Струга се извршени претреси на 2 локации кај 36 годишно лице од Струга за кого е распишан и распис за приведување. Од страна на СВР Скопје до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција ќе биде поднесена кривична пријава против 4 лица инволвирани во организирањето и вршењето на транспорт на 2 килограми кокаин. Започна 7-та конференција за е-трговија во Скопје, која потврдува дека интернет трговијата во регионот има голем потенцијал за раст, иновации и меѓународни партнерства. Настанот привлече големо внимание со повеќе од 700 учесници од различни земји на Западен Балкан и пошироко. 86,6% од домаќинствата во Македонија имаат пристап до интернет, а 88,3% од населението активно го користи интернетот, покажуваат најновите податоци, истакна министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски на 7-та регионална конференција за е-трговија, насловена е-трговија од плеткување на потенцијалот. Овие бројки се доказ за брзата дигитална трансформација и напредокот кон поблиска интеграција со европскиот пазар, посочи министерот Андоновски. Сакам да нагласам нашата посветеност кон развојот на е-трговијата, како што беше кажано, како клучна алка на економскиот раст. Нашата визија е насочена кон создавање на динамичен дигитален екосистем преку систематски пристап во повеќе клучни области, од инфраструктура до вештини, но и поволна регулаторна рамка која што ќе поттикне инвестиции. Нашата намера е да работиме на олеснување и на прекуграничната трговија, унапредување на системите за плаќање и модернизација на логистичката инфраструктура. Сметам дека преку адресирање на овие клучни предизвици можеме да создадеме поинтегриран и поефикасен регионален дигитален пазар. Министерот за дигитална трансформација ги поздрави напорите и напредокот на трговците од секторот е-трговија, но истовремено ги предупреди граѓаните да внимаваат на измами, кои, како што рече, се феномен со кој се соочуваат сите држави во светот. Проблем со кој што се соочуваат и владите, затоа што станува збор за независни платформи, како што е Facebook, Instagram, TikTok и останатите, врз кои што државите немаат регулаторна контрола, што значи мора да наоѓаме хибридни или странични начини за справување со овој проблем. Секако остануваме отворени за граѓаните да пријавуваат кога ова ќе се случи, но многу повеќе треба да работиме на градење на вештина на препознавање и во таа насока и Центарот за побезбеден интернет на кој што работиме, кој што ќе биде ресурс за граѓаните, особено за помладите, да можат да препознаваат ваков тип на измами на интернет и секако тука од особено значење ние и луѓето кои што се злоупотребени да пријавуваат, но и лицата, модерно се нарекуваат инфлуенсери, но тука се и доктори и јавни личности кои што ќе забележат дека нивното лице, нивниот идентитет е украден и злоупотребен, тоа да го пријавуваат за да можеме веднаш да реагираме. На конференцијата за е-трговија ќе се дебатира за предизвиците на е-трговците поврзани со доставата, можноста за електронско плаќање, прекуграничниот и меѓународниот раст на бизнисите и секако маркетингот и вештачката интелигенција во е-трговијата. На настанот во организација на Асоцијацијата за е-трговија на Македонија се појавија повеќе од 700 домашни и странски гости, представници од најуспешните регионални бизниси, како и врвни експерти од големите светски брендови како TikTok, OpenAI, креаторот на ChatGPT, Klarna, Zalando, Visa и други. Министерството за внатрешни работи ги информира граѓаните дека од 15 ноември до 15 март, согласно одредбите од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, возилата кои учествуваат во јавен сообраќај на патиштата задолжително треба да поседуваат пропишана зимска опрема. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и оваа година ќе ја реализира кампањата "Користи зимска опрема".
Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата секоја година реализира кампања "Користи зимска опрема". Кампањата започнува на 15 ноември и трае до 15 март следната година, а се реализира со цел потсетување на возачите на законската обврска за задолжително носење и користење на зимска опрема за возилата во овој временски период и нивно советување за подготовка на возилата за безбедно учество во сообраќајот во зимски услови. Зимската опрема за возилата подразбира за лесните моторни возила, зимски пневматици на сите 4 тркала со минимална длабочина на шарите од 4 мм, односно 6 мм за возилата со погон на сите 4 тркала, или летни пневматици на сите 4 тркала со минимална длабочина на шарите од 4 мм, односно 6 мм за возила со погон на сите 4 тркала, и носење на синџири за снег во возилото. За тешките моторни возила, зимски пневматици на погонските тркала и прирачен алат лопата. Неповолните временски услови на патиштата, влажни коловози, пониски температури, врнежи на дожд и снег, намалена видливост, може да го зголемат времето на реакција на возачите, да ги деконцентрираат, да го продолжат со пирачкиот пат на возилото и слично. Затоа Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата советува да се провери возилото и да се подготви за зимски услови, да се почитува законската обврска за носење на зимска опрема и да се придонесе за побезбедно учество во сообраќајот на патиштата. Во продолжение да ги погледнеме и вестите што ги пренесоа светските новински агенции. Во Амстердам од денес до четврток на сила е вонредна состојба, а декретот забранува демонстрации и носење облека што го покрива лицето. Полицијата има овластување да презема превентивни мерки како што се запирање и претресување луѓе. Оваа мерка е донесена откако синоќа десетици луѓе вооружени со палки и петарди запалиле трамвај во Амстердам, соопштила холандската полиција, додавајќи дека пожарот во трамвајот бил брзо изгаснат и дека единиците за контрола на немири го расчистиле квартот во кој се случил инцидентот. Нередите во Амстердам почнаа минатата недела по надпреварот меѓу Ајакс и Макаби Тел Авив, кога навивачите на Макаби беа бркани и нападнати на неколку места, а има видео снимки на кои се гледа како навивачите на Макаби ги кинат палестинските знамења и вандализираат такси возила. Автомобил влетал во толпа луѓе пред стадион во кинескиот град Жухај, при што се повредени 20 лица. Кинеските власти не го објавиле точниот број на повредени лица, но државните медиуми пренесуваат дека повредените биле пренесени во 4 болници и дека само во една биле примени повеќе од 20 лица. Уапсен е 62 годишниот возач на автомобилот. Инцидентот се случил и покрај зголемените безбедносни мерки во градот, во кој моментално се одржува големо цивилно и воено авиошоу. Не е јасно дали инцидентот е поврзан со аеромитингот на кој Кина ги изложува своите најнови воени авиони и беспилотни летала. Американски патнички авион погоден со куршуми додека се обидувал да слета на аеродромот во Порто-Пренс на Хаити. Со лесни повреди се здобил член на екипажот, а ниту еден од патниците не бил повреден. Хаити ги прекина сите летови кои полетуваат или слетуваат во Порто-Пренс поради ескалацијата на напади од банди, пишува CNN. Ова е втор ваков вооружен напад на авион во Порто-Пренс во последните 3 недели. Инцидентите се случуваат откако новиот премиер ја презеде функцијата во земјата која се бори со економска криза и против вооружените банди и ескалација на насилството. Германија го заврши 6-месечниот експеримент со 4-дневна работна недела во кој учествуваат 45 компании. 2 компании доброволно се откажале во текот на експериментот, а 2 други биле исклучени од евалуацијата. Од 41 компанија што учествувале во експериментот, повеќе од 70% изјавиле дека планираат да продолжат со проектот. Некои рекле дека ќе продолжат пробната фаза, додека други размислуваат за директно спроведување на намалените часови. Учесниците пријавиле значителни подобрувања во менталното и физичкото здравје и покажале помалку стрес и симптоми на исцрпеност, што е потврдено од податоците од паметните часовници кои ги следат секојдневните минути на стрес. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Имајте пријатен ден.